Изградбата на коридорите 8 и 10Д и останатите локални патишта остануваат силен двигател во градежништвото според податоците на Државниот завод за статистика во првиот квартал од 2026 година. Според нив градежниот сектор бележи раст од 7,2% во споредба со истиот период минатата година. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски вели дека овие бројки представуваат силен показател за континуираната градежна активност во целата држава, како и за успешната реализација на капиталните инвестиции, кои се од клучно значење за економскиот развој. Особено охрабрувачки е фактот што во сегментот на нискоградбата е регистриран двоцифрен раст од над 20 индексни поени. Овој сегмент ги опфаќа инвестициите во изградба на автопати, експресни патишта, регионални и локални патишта, како и железницата, кои владата преку Министерството за транспорт ги реализира со високо ниво на посветеност и одговорност. Растот во нискоградбата е директен резултат на заселените активности на терен и силната динамика со која се реализираат капиталните проекти. Додава дека автопатиштата на коридорите 8 и 10Д се градат со силна динамика, а паралелно со тоа се инвестира и во железничката инфраструктура, што представуваат клучен сегмент за долгорочниот економски развој, регионалното поврзување и зголемувањето на конкурентноста на економијата. Во однос на стапката на раст на бруто домашниот производ во првото тримесечје од годинава од 3,1%, вели дека е јасен показател дека економијата расте, инвестициите даваат резултати и развојните политики на владата создаваат реални ефекти во стопанството. Резултатите што ги објави ДЗС се потврда дека државата се движи во вистинска насока. Градежништвото станува мотор на економскиот развој, а инфраструктурните проекти силно ги поддржуваат растот, развојот и креираат подобра иднина на државата. Резултатите што ги објави ДЗС се потврда дека државата се движи во вистинска насока. Градежништвото станува мотор на економскиот развој, а инфраструктурните проекти силно го поддржуваат растот, развојот и креираат подобра иднина на државата.